Наместо храмови за спортот, двете најголеми спортски сали во Прилеп станаа негови гробници. Сала Македонија над 2 децении нема технички прием, откако беше реновирана во 2000 година после пожарот кој што ја зафати. Исто со години не функционира ниту универзалната сала, која што УЈП му ја одзеде на Тутунски комбинат Прилеп. Младите и професионалните спортисти сега вежбаат и играат надпревари во 2 несоодветни училишни спортски сали. Спортските работници велат дека ова е срам како се уништува спортот во Прилеп. Овие 2 спортски сали се училишни спортски сали, каде што има над 20 школи, не може да ги задоволи потребите на градот. Има ситуација каде што деца од 9, 8, 9 години треба да заврши тренингот во 23:30 часот. И во вакви услови не можеме да бараме успех, репрезентативен успех. Тренерите на клубовите велат дека ова не се услови за развој на професионален спорт и не може да се очекува напредок. Ние имаме добри деца, имаме амбициозни деца, имаме расадник, имаме деца, имаме желни деца кои што сакаат да тренираат, сакаат да работат и за да постигнуваат успех. Меѓутоа условите ни се многу тешки и не можеме крај со крај да извлечеме. Јас еден апел до нашите надлежни, дали тука во Прилеп, дали во Скопје, да се заангажираат малку повеќе за градот Прилеп, затоа што мислам дека сме одсечени во секоја смисла на спорт во градов. Деве гледате во какви услови се работи. Работиме во една спортска сала кај што пред се проблем е здравствениот проблем, односно подлогата. Ова не е подлога кај што може да работат спортисти редовно и често. Ова е подлога за некој си час од 40-45 минути. Се случува многу често повреди. Ова е многу груба и цврста и тешка подлога. Ова е една тешка импровизација. Тешка импровизација во која смисла? Во смисла дека немаме доволно термини да му обрнеме внимание на сите млади категории, да ги тргнеме од сите тие пороци во градов и едноставно да ги насочиме во правиот пат во живот. Од јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти под чија надлежност е Сала Македонија, до овој момент не добивме одговор на прашањата испратени по мејл, а додека од ЈП АД за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор, кои што стопанисуваат со универзалната сала. Ни одговорија дека конструкцијата на салата во еден дел била оштетена и кога ќе се санирало тоа, ќе се дозволеле надпревари, но не е јасно зошто тоа не се прави со години. Тој е никаков проблем. Еве јас пред цела спортска јавност, јас си земам за одговорност дека тој проблем можам да го решам со донација од прилепски фирми. Спортските работници сметаат дека како и во се кај нас и тука политиката замешала прсти на штета на спортот. Штета и гревота што политиката е толку длабоко влезена во спортот и ради таа политика ние не можеме да функционираме. Мој совет, мој предлог, едноставно да се сплотиме сите, без разлика од која политичка партија, и едноставно да се дојде до ред, да се донеса овие деца во една спортска сала, кај што може да се собери 2000-3000 публика, едноставно да бидиме гордост на градот. Се додека не се сплотиме сите ние заедно, без разлика на вера, нација или политичка партија, ние не можеме осето да го направиме, а стварно ни е премногу потребно. Очигледно дека во овој случај станува збор за немање на волја да се решат проблемите на спортистите во Прилеп со децении, а без сали нема ниту напредок, ниту развој на спортот.